Од почетокот на забраната за движење, односно откако полицискиот час трае од 22 до 5 часот наутро и сега од 20 часот до 5 часот, полицијата од Оделението за внатрешни работи Виница без дозвола за движење во полициски час фатила и казнила 4 лица кои ја прекршиле забраната. Со нив полицијата постапила согласно законот и ќе следува соодветна пријава. Другите лица кои биле затекнати во движење за време на полициски час, сите биле со уредни дозволи. За Канал 8 информира Дарко Богданов, началник на Оделението за внатрешни работи Виница. Зголемен е и бројот на лица кои се во самоизолација во Виница. Во моментов, под постојан надзор на полицијата, се вкупно 144 лица кои имале директен контакт со заболено лице или добиле позитивен тест на коронавирусот, вели Богданов. Тие лица се под постојан надзор и следење за утврдување дали ги почитуваат мерките за самоизолација, издадени со решение за изолација заради спречување на ширењето на заразата од COVID-19. Доколку некои од овие лица ги прекрашат мерките за 14-дневна самоизолација, следува кривична пријава. Во последните 24 часа нема прекрашување на оваа мерка. На станично подрачје на Овара Виница од страна на Оделението на Овара Виница констатирани се 4 прекрашувања, тоа кривични дела по член 206, односно непочитување на полицискиот час од почетокот до ден денес, со 6 сторители. Во лица кои имаме во изолација на наше станично подрачје се 144 лица, од кои 96 се позитивни, 44 лица се контакт и 4 лица имаме во болница на болничко лекување. До сега полициските службеници ги извршуваат своите обврски редовно и навремено со 2 патроли и така до сега немаме никакви поголеми проблеми така. Отстапки од полицискиот час има за сите граѓани кои за време на забраната за движење имаат потреба од итна медицинска грижа и за слободно движење оваа потреба ќе треба да ја најават на службата 192 на телефонот на Министерството за внатрешни работи. Инаку за неносење заштитна маска се казнуваат по околу 8 до 10 лица дневно. Во уредбата се пропишуваат глоби од 20 до 2000 евра за непочитување на пропишаните должности за неносење лична заштитна маска, шал или марама.